Здраво и добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода, накратко ќе споделам неколку причини зошто прокрастинираме, зошто сме мрзеливи и дали всушност станува збор за мрзеливост или пак за нешто друго. Како го организирате вашето време? Дали воопшто планирате? И дали сте некој кој што постојано прокрастинира? Секако, постојат периоди во годината кога сме многу попродуктивни, како и периоди во годината кога едноставно не сме продуктивни. Како и растенијата, како и животните, така и секој од нас има период кога едноставно може многу повеќе да продуцира, многу повеќе да работи, да биде присутен и да биде вклучен во општеството и периоди кога му е потребно малку повеќе одмор, малку повеќе време за себе, грижа за себе и комуникација со другите луѓе. Ништо во природата не може да цути вечно, па така и ти не можеш вечно да цутиш и затоа кога гледам луѓе кои што се многу активни одреден период, јас сум потполно свесна и знам дека подоцна ќе им биде потребно многу повеќе одмор. И така, кога мене ми е потребен одмор, сум свесна дека е време дефинитивно да си го слушам моето тело, мојата душа, моите потреби и не се грижам дека потоа нема да можам да бидам повторно активна. Па така, доколку во овој момент и ти се наоѓаш во некој период кога едноставно не можеш да бидеш продуктивна, тогаш само слушај, опушти се и подготви се за она што следува. Во една од претходните епизоди за синдромот на натрапник спомнав колку многу всушност негативно на нас луѓето влијае перфекционизмот. Перфекционизмот не е нешто кое што ретко се среќава. Напротив, ова е нешто кое што многу често се среќава особено кај жените и најчестата причина, односно една од почестите причини поради која ние ги одложуваме нашите соништа, ги одложуваме нашите осварувањето на нашите цели, решавањето на одредени задачи и така натаму, е токму перфекционизмот. Кога личноста има премногу високи стандарди за себе си, тие воопшто не ги ни почнуваат своите задачи затоа што едноставно немаат уверување дека тие можат и да ги постигнат тие стандарди. Што значи во овој момент те повикувам да се запрашаш дали можеби твоите стандарди се превисоки. Со кого се споредуваш и со кого се надпреваруваш? Поентата е секогаш да се надпреваруваме самите со себе, односно да се споредуваме со оние кои што ние сме биле вчера, но многу често не мора да се споредуваме со таа што било вчера, затоа што таа што било вчера имала други околности во кои што живеела. Што сакам со ова да кажам? Со ова сакам да кажам дека секој период во нашиот живот си носи посебна енергија, си носи посебни барања и ние никогаш не можеме да бидеме постојано еднакво добри во нешто. Значи, не може жена на која што не е приоритет физичкиот изглед да ја остане телото толку добро после 2-3 бременности додека е таа за мајка. Можеби ќе се врати тој приоритет на постари години, меѓутоа не може да биде исто како пред бременостите, како кога била помлада. Не може девојка на која што приоритет е едукацијата, учењето и така натаму да биде толку многу продуктивна во својата работа и обратно. Оно што сакам да го кажам е дека дури и кога се споредуваме со ние кои што сме биле вчера, мораме да бидеме свесни дека таа вчера имала различни барања, различни потреби. Па така многу е важно да бидеме присутни и затоа е важна присутноста, секако со потполна свесност за нашите силни и слаби страни, но тука и сега што е на кое што навистина ни е потребно и што е на кое што навистина можеме да го исполниме. Па така, перфекционизмот тука знае многу да ни смета и затоа често одложуваме, затоа што дури и нашиот мозок е свесен, иако тоа може би вака свесно не го признаваме, меѓутоа мозокот е потполно свесен дека нашиот стандард некаде е премногу висок. Втора причина поради која што многу често ние прокрастинираме, односно сме на некој начин мрзеливи, е недостатокот на мотивација.
Кога личноста не е доволно мотивирана, особено кога не е внатрешно мотивирана, многу е тешко за некоја задача да се исполни. Она што јас би го препорачала е да слушате една од моите епизоди на овој подкаст за мотивација. Не сум сигурна точно како е името, меѓутоа таму давам доста предлози како полесно да се мотивираме и зошто всушност мотивацијата е многу важна за успех. Но, мора да знаете дека мотивацијата не е нешто кое што е постојано, мотивацијата не е нешто кое што постојано ќе го имате, таа доаѓа и се заминува, туку на крајот на денот ние мора да подлежиме на дисциплината. Што значи доколку прокрастинирате и одложувате работни задачи кои што се во склоп на вашата работа од која заработувате, од која живеете, тогаш препорачувам да не толку многу се подпирате на мотивацијата, колку на самата дисциплина и навики, но, од друга страна, да пробате да ја зголемите вашата внатрешна мотивација. Што значи тоа? Постојат многу идеи како може да се зголемува внатрешната мотивација и затоа е важно да знаете зошто нешто правите. Па така, пред било која задача која што навистина многу ја прокрастинирате, многу ја одложувате, прашајте се зошто ова го правите. Зошто ова ви е потребно? Која е целта поради која што ова го правите и како ќе се чувствувате кога таа цел ќе биде завршена. Значи, како вие ќе се чувствувате откако задачата ќе биде извршена. Например, прокрастинирате пишување на одреден труд, да речеме на вашата дипломска задача, доста клиенти доаѓаат кои што не може да го запишат, да го напишат трудот. И она што е многу важно е прво да знаете зошто го правите тоа, натрешната мотивација која ви е, значи она интринзично внатре во вас, што е што ве мотивира да станете дипломиран тоа и тоа, да се вработите таму и таму, потребна ви е дипломата, да завршите и да се сепарирате од еден циклус на студенти така натаму, но потоа да си дадете и надворешна мотивација. А тоа може да биде било што. Гледајте да биде нешто кое што е малку потешко би си го дозволиле, нешто кое што може би не би си го дале, не би си го купиле, не би си го подариле себе си за било што, туку навистина потребно ви е некое поголемо достигнување за да го направите и тоа може многу да ве измотивира за да го направите токму тоа што ви е потребно. Но овде е многу важно да останете доследни на себе си. Значи, кога се мотивирате, например, да ослабете 10 килограми. Ставете си, кога ќе ослабете 3 килограми, дека ќе се го подарите или ќе си го овозможите себе си тоа и тоа, на 6 килограми тоа и тоа, на 10 килограми тоа и тоа. Меѓутоа, тоа што е на 10 килограми, нека биде нешто многу. Значи, нека биде нешто кое што навистина вреди многу, многу го посакувате и многу ќе ве мотивира. Па така кога ќе заборавите, односно кога ќе престанете да се движите кон таа цел, застанете, погледнете во вашиот план и видите, добро, јас на 10 килограми, пример, ќе одам таму и таму, ќе патувам вака и вака, но бидете доследни на себе и никогаш немате да дозволите да не си дадете, да не си подарите нешто на 3 килограми, на 6 килограми. Значи, токму она кое што сте си го ветиле на почетокот, дадете си го и така надворешно вие ќе се мотивирате. Секако јас дадов некој пример кој што е личен, може да станува збор за нешто што не е толку лично. Например, ако одиме во примерот со трудот, кога ќе завршите 10 страни, дозволете си го тоа и тоа, платете си тоа и тоа, уплатете си, например, масажа или не знам, нешто кое што не го правите редовно. За секој човек ова е нешто различно, но предлагам да биде навистина нешто кое што многу ви значи, а дефинитивно нема да отидете таму доколку не го направите тоа. Реално е дека кога ние не сме доследни на себе, најверојатно во позадина станува збор за ниско себе почитување и малку пониска самодоверба. Секако, во целиот овој процес не заборавајте на оној другиот дел што го споделив, а тоа е како вие се чувствувате откако целта е завршена, односно откако задачата сте ја извршиле. Третиот дел, кој што сметам дека е многу важен, а многу се запоставува и многу луѓе го забораваат, тоа е причината за прокрастинација која што ние ја нарекуваме страф од неуспех или пак страф од успех. Ова се две различни делови и да речеме јас ќе почнам со стравот од неуспех.
Многу често луѓето имаат тенденција да не веруваат во себе, во своите способности, во своите вештини и едноставно тие да не веруваат дека можат да успеат. Па така, тие премногу некако си ги покажуваат своите слабости, премногу гледаат во своите ранливости, во своите делови кои што и да можеби навистина може да излезат на патот и да попречат, меѓутоа потполно во тој момент забораваат на своите силни страни, на своите вештини, резилиентност, талент, значи самата отпорност која што ја имаат и која што може да помогне. Секогаш кога почнувате нешто, одете со мислата дека доколку имате страф од неуспех или пак страф од успех, важно е да работите со ментор кој што ќе ви помогне овие уверувања да ги тргнете, односно да ги промените, да ги освестите. Доволно е да ги освестите. Доколку се соочувате со овој страф, ви предлагам да на еден лист хартија или пак во вашиот дневник ги запишете сите уверувања кои што ви доаѓаат во однос на успехот. Зошто сметате дека не може да успеете? Која сте вие ако не успеете и така натаму? Како и што е она што е најстрашното кое би се случило доколку реално не успеете? Ке се изненадите кога ќе видите дека многу ретко се остварува или многу ретко е можна таа најстрашна сцена или пак таа најстрашна сцена воопшто не е толку страшна колку што можеби на почетокот вам ви изгледала во вашата глава. И секако тука може да станува збор за страф од успех, кој што е некогаш и почесто од стравот за неуспех, па ние некогаш тргаме од оној момент на јас се плашам од неуспех, јас нема да успеам, јас сум губитник и така натаму, а не сме свесни дека всушност многу често го имаме она јас се плашам да успеам затоа што можеби ќе бидам првата во моето семејство која што ќе исчекори и ќе успее. Или можеби затоа што јас ако успеам ќе ги изгубам моите пријатели, ќе го изгубам моето семејство, ќе имам многу помалку време за себе и така натаму. Ќе се изненадите ако напишете на еден лист кои се уверувања вие ги имате во однос на успехот. И затоа многу често, особено кога работам со високо успешни луѓе, кога викам високо успешни, не мислам дека тие се подобри од останатите, туку зборувам за оние high achievers, луѓе кои што едноставно имаат премногу високи стандарди, премногу сакаат да успеваат, влезени се во некој свет каде што се сами своји газди, односно предприемачи, па навистина им се потребни и многу повеќе вештини од останатите. И многу често тие токму се соочуваат со овие уверувања и реално ги имаат, потоа им се остваруваат овие нивни фантазии и уверувања, затоа што не се свесни и некако несвесно се саботираат, умот ги саботира да почнат да ги губат пријателите, да слабо се грижат за себе и така натаму, бидејќи немале добар пример во нивното обкружување, во нивното растење, во нивната околина. И кога истите тие ги почнат да работат на себе, кога ќе ги освестат овие стравови од успех, тие тогаш сваќаат дека навистина губат многу работи, но добиваат и многу други работи, односно постојат вештини и техники како тие да се наместат, да се разместат за да можат да уживаат повторно во сето она што би уживале и претходно, меѓутоа сега од една друга позиција. Па што мислите, се плашите од успех или од неуспех? Друг момент кој што мислам дека многу често го сретнувам, особено кај помлади личности, но не мора да значи дека не се јавуваат и во староста, а тоа е една тешкотија да се носите со одлуките. Јас би рекла дека може би станува збор за потешкотија да се превземе одговорност. Мислам дека кога вака го кажувам потешкотија да се превземе одговорност, многу често се јавува блокада кај тој што слуша и вика не е така, јас сум многу одговорна личност. И да, факт е дека таа личност е многу одговорна, но може би е многу одговорна ако некој и каже што да прави, или пак, ако станува збор за некој кој што е авторитет, па во 5 до 12 ќе ја изврши обврската, затоа што има некој авторитет кој што кажал дека треба да направи, па самата таа неможност да се донесе одлуката, која што е за неа донесена или која што може би отворено е на работното место оставена, таа не ја носи, затоа што носењето на одлука сама по себе би значило превземање на одговорност, а кога превземаме одговорност, ние превземаме голем ризик. Секако,
Ова е нешто кое што препорачувам да се работи со ментор, но да го освестите дали можеби ви е страв да едноставно донесете одлука затоа што тоа ќе значи дека ќе треба да направите многу акции, можеби ќе треба да направите некоја помасивна акција, дали тоа можеби ќе значи дека од многу други работи ќе треба да се испратите, односно многу други идеи ќе треба да ги ставите во позадина. Например, многу често луѓе не бираат факултет кој што го сакаат или не бираат едукација или работа која што ја сакаат, па дури и партнер, затоа што тоа би значело дека тие ќе треба да се детерминираат и да почнат да живеат живот какво што таа професија налага. Сам реалноста е таа, еве јас како психолог, терапевт, значи реално имам поразлични животни навики, можеби од некој кој што работи со програмирање или кој што работи со спорт или кој што работи медицина, затоа што самата моја професија ми налага одредени навики, односно одредени рутини, одредени едукативни семинари, така натаму, кои што јас морам да ги обавувам како јас би го работела ова што го работам, односно оно што сакам да го работам. И секако, мојата работа е предприемачка, значи јас морам сама да си ги кажувам моите, сама да се мотивирам, сама да си бидам тој авторитет над себе си и да се слушам, за да си ги обавувам своите обврски, доколку би работела во некоја друга организација, најверојатно потполно не би го имала тоа. Но, за да го направам тоа, јас сум морала да се откажам од многу други задоволства, од многу други животни, да кажам, страсти и така натаму, како би можела да продолжам да го живеам ова. И токму затоа многу луѓе навистина имаат проблем да донесат таква одлука. Не, јас овој дечко го сакам и едноставно другите ги бришам. Значи ова некој ќе се насмее, но навистина многу голем проблем е. Најчесто се среќава кај машкиот пол. И тоа е онаа детско однесување, да кажам, така го нарекуваме ние мал Петар Пан момент, кога едноставно се плаши човекот да порасне, да преземе одговорност, да се детерминира и да одлучи, ова ќе бидам јас и ова сакам да го правам. Размислете дали можеби прокрастинирате и сте мрзеливи, токму затоа што се плашите да едноставно преземете одговорност и да речете, па добро, јас сакам да бидам и ова, но одлучувам дека ова ќе биде само мое хоби. Мислам дека нешто кое што негативно влијае на личности кои што имаат ваков конфликт, кога 2-3 работи ги привлекуваат, па тешко има да донесат одлука, е токму она кога некако премногу се донесе мотивацијските видеа, говорници, многу почнат да зборуваат твојата хоби да го направиш работа. Јас не се согласувам дека нашето хоби треба да биде наша работа. Затоа што тогаш ништо нема да биде хоби. Да, убаво е да можеме од сега заработуваме, но во тој момент ние можеме само да се исцрпиме и да не донесеме одлука. Мене не ми е хоби психотерапија, мене психотерапија ми е работа, мене тоа ми е професија, а хоби може да ми бидат 1000 други работи. Значи, ако јас цртам чашки, ако јас садам цвеќиња, ако јас возам велосипед и така натаму, тоа не значи дека јас сега од тоа моје хоби ќе направам работа. И мислам дека многу луѓе се откажаа од своите професии, од своите соништа и од своите капацитети токму поради ова. Значи, понекогаш е важно да си остане хобито хоби, затоа што на човека му е потребна релаксација, а не постојана работа, постојан бизнис мајндсет и постојано да бидеме влезени во тоа заработка, затоа што во тој бубањ кога ќе влезе човекот, едноставно престанува да размислува на задоволство, на тоа дека животот тече, на тоа дека животот има крај и поентата е да уживаме во целото патување, а не колку ќе заработиме од нашето хоби. Секако ве молам, доколку на некој хобито може некој ќе го погодам, не сум против тоа дека хобито станало работа и така натаму, тоа е одлично и тоа е прекрасно, но верувам дека откако едно хоби ви станала работа, не сте заборавиле да имате некое ново хоби, односно нешто ново кое што ве релаксира и во кое што уживате. Инаку не би се викало хоби.
се надавам дека во овој момент може да се ги запишете сите работи што ве привлекуваат и тука убава вежба би било да видите од кои се тие работи кои што навистина не сакате да се откажете, што е на кое што може да го ставите како хоби, што е на кое што може да се оттргне или не ви е толку приоритет и можеби да размислите, која сум јас, кои се моите силни страни, вештини, страсти и така натаму, како би бил животот позабавен, поигрив, поопуштен и поубав. Секако на крајот на денот сите ова го сакаме од животот, а не нешто друго, но секако има луѓе кои што имаат и поинакви соништа. Па затоа е многу важно доколку имате соништа, не знам, да имате многу пари, многу материјална заработка, тогаш донесете одлуката која што ќе ви го донесе тоа и покрај тоа што можеби не е во склад со вашето хоби или обкружување кое што го имате. Постојат и други примери кога имаме проблем да носиме одлуки и во овој момент мислам дека ќе преминем на некои други причини зошто ние сме мрзеливи, прокрастинираме, а ќе се вратам повторно на ова да споделам како малку полесно да ги извршуваме задачите. Друг момент кој што сметам дека многу често се јавува и кој што јас многу често го гледам, го слушам кај пријатели, кај себе, во семејството, меѓутоа и на терапија е уморот. Односно, кога ние сме преплавени, кога сме преморени, ние всушност не прокрастинираме, не сме мрзеливи, туку она што нас не е потребно е одмор. Кога ќе го слушнам прашањето зошто не сум трпелива, зошто избувнувам, зошто едноставно не можам да се покренам нешто да направам, првото нешто што сега во овој момент, во овој период во кој што сум некако со оваа свесно што ја имам, е тоа дека најверојатно станува збор за многу уморна личност. Јас ќе признам дека ова колку и да го знам, одново и одново морам да го искусам како би можела некако и да го запомнам. Си ветев себе си дека најверојатно оваа година ќе го запомнам, но не знам, може повторно да го заборавам, никогаш не велам никогаш, реалноста е дека колку и да знаеме, ние секогаш уште и уште се недополнуваме со знаење и постојано се случува да во одреден период од животот нешто забораваме, нешто ни оди во позадина, а нешто ни доаѓа напред како фигура. Мене оваа година најмногу ми беше во фигура токму ова, дека кога сме исцрпени, кога сме болни, кога сме преплавени, ние не можеме да работиме, ние всушност не прокрастинираме, не чекаме 5 до 12, туку оно што нас ни е потребно е дефинитивно добар одмор. Па така, кога јас сватив за себе си дека јас сум исцрпена и покрај тоа што имам многу енергија и покрај тоа што имам многу порив да работам и да правам, едноставно кога видов дека прокрастинирам некои од целите кои што ми се запишани, бидејќи јас редовно планирам, имам редовно месечен план. Ако во најмала рака, бидејќи сега сум на породилно отсуство, можеби немам толку убави неделни планови, но во најмала рака месечните ми се одлични, значи имам приоритети, имам задачи кои што морам да ги завршам. И кога видов дека една-две од работите ги прокрастинирам добри 6 месеци, сватив дека оно што ми е потребно мене е добар одмор, а тоа значи дека сите други приоритети треба да паднат во вода и да ги ставам за друг пат. Јас си го дозволив тоа и се дозволив да се одморам и буквално кога сакав да работам се викав стоп, немој да работиш затоа што си вети, затоа што си некој кој што работи на себе и кој што им помага на другите да работат на себе и те молам, направи го овој експеримент до крај да видиш што ќе испадне. Останав доследна на тоа и кога си дадов 30 дена одмор, јас од следниот ден, буквално како почна, за 2 дена завршив се што сум прокрастинирала 6 месеци, за буквално 2 дена, да за една недела завршив се, значи друго што беше останато и едноставно сватив дека не ни се потребни многу, не е потребен долг период или многу голем долг период временски за да завршиме нешто, туку потребна ни е енергија. Па така во овој момент секоја од вас која што го слуша овој подкаст би ја замолила да размисли дали е мрзлива, дали се плаши, дали не знам, се плаши да преземе одговорност и така натако, или едноставно навистина е потполно исцрпена и потребен е одмор или рестарт. Значи, дури и компјутерот има рестарт и телефонот кога ќе почне да кочи, верувам дека секој ќе го рестартира за да проработи. Или F5 копчето, одново да, ако нешто не работи како што треба и секој апарат, ако го исклучиш од струја одреден период,
најверојатно повторно кога ќе го вклучиш ќе проработи. Па така и ние луѓето навистина е потребно понекогаш да се исклучиме, да си го дадеме оној одмор кој што ни е реално потребен и потоа рестартирани од почеток да почнеме и ќе се изненадите кога ќе видите колку многу сте попродуктивни после добар одмор. И затоа кога се поставуваат високи цели, всушност се дава препорака да не се толку многу високи или да остане целта висока, но задачите да се градацијски степен по степен од најлесно кон потешко, за да може да не се премориме, да не се исцрпеме, едноставно да не се преплавиме. Мислам дека на почетокот споделив дека ова ќе биде кратка епизода, но најверојатно нема да е така. Наредната причина зошто прокрастинираме или не ги завршуваме нашите задачи е недостатокот на самодоверба. Значи, кога личноста има недостаток на самодоверба, кога не верува добро во своите капацитети, вредности, таленти или кога воопшто не си ги не познава кои се, многу често таа прокрастинира, изгледа отстрана како да е мрзелива, не превзема ризици, големи чекори и не се впушта во нешто кое што за неа може да биде добро. Многу често може да видите некоја личност која што не се вработува, не аплицира, не учи, не ке да работи или не сака да се пројавува, а во позадина всушност стои дека таа не е ни свесна за своите капацитети, не верува во себе и не верува дека може да успее. Ова секако е поврзано со оној страв од неуспех, но додека таму е стравот од неуспех затоа што или од успех, затоа што ќе се случат некои катастрофични очекувања, ваму станува збор за недостаток на самодоверба, значи јас не верувам во себе, јас не верувам дека ќе успеам затоа што јас не сум доволно добра, затоа што јас не го знам тоа и така натаму, или затоа што другите не ме сакаат, и тоа е разликата од тој страв што се само катастрофични очекувања и страф од одредени загуби или добивки, а овде станува збор од потполно неверување и непознавање на своите капацитети и можности кои што ги имате. Така што, доколку станува збор за оваа причина, јас ве поттикнувам да работите на себе, да проверите во другите епизоди како би можеле малку од малку да се подигне таа самодоверба за да може да се впуштите во некој ризик и некој поголем успех, односно завршување на одредени задачи. И некако за крај, секако постојат и многу други причини, јас ги споделувам најчестите и ќе ми биде драго доколку споделите некоја ваша причина, а не е ставена во оваа поделба што ја носам, а тоа би било за крај го оставив временскиот менеджирањето со времето, односно проблеми со менеджирање на времето. Затоа што оној кој што лошо си го менеджира времето, најчесто има тенденција да прокрастинира, и кога луѓето не си го менеджираат времето ефективно, најчесто ги оставаат задачите во последната минута или едноставно не успеваат воопшто да ги завршат. А тоа се должи на лоша проценка колку време има потребно за нешто, лоша проценка колку тие можат нешто да направат и можеби потполно лош план кој што е направен од почеток. Имате епизода за планирање, доколку се пронајдовте тука, одете таму, како можете малку подобро да се организирате и да имате подобро тај менеджмент за да едноставно одите напред и ги завршувате работите тогаш кога треба. Не оставете на авторитетот во последната минута да дојде шефот и да ви каже вака и вака, затоа што во тој момент најверојатно вие сте само некој кој што им угодува на другите и наместо да си го правите тоа за себе, да го правите само за другите. А тоа е знак на ниска самодоверба, на намалени граници со себе и можеби на намалена грижа со себе и ниска асертивност. Подобро е да биде завршено отколку совршено и ова е нешто кое што е многу важно да го знаете, па затоа наместо да трошите 80% од вашето време на тоа да биде совршено, првите 80% од времето работете, направете го и потоа оставете си можеби 20 за да биде совршено, најчесто никогаш нема да дојде тоа, но 80% од задачата доколку ја направите веднаш, доколку ја направите што е можно поскоро, вие дефинитивно ќе можете да
за ја завршите и да не ја оставите во тој кош за ајде подоцна. Што значи колку побрзо некоја работна задача ја завршувате, толку помалку се вложувате во тоа, толку полесно вие да го направите и толку е поголема веројатноста дека реално тоа ќе биде направено. Значи, кога работиме брзо, тоа е нешто кое што ни помага да се движиме, затоа што тоа е буквално како Њутновиот закон дека на тело што се движи кога едноставно има тенденција да продолжи да се движи и обратно, тело кое мирува има тенденција да продолжи да мирува освен ако на него не влијае некоја надворешна сила. Што значи дека кога ќе дојде тој момент кога вие се движите, кога вие работите, кога едноставно правите нешто, не престанувајте, туку продолжете. И тоа е дел од тој временски менеджирање на времето, да едноставно што побрзо ја завршите таа задача, за подоцна да остане време за одмор, за грижа за себе, за мрзеливост и така натака и умор, доколку станува збор, или некои надворешни моменти кои што не можете да ги контролирате во тој момент. Што значи мора да бидете подготвени, односно сите мора да бидеме подготвени да имаме некој дискомфорт, да едноставно не се чувствуваме дека сакаме така да правиме, но да почнеме, затоа што на крајот на денот никогаш нема да бидеме толку многу мотивирани за да сакаме да правиме одредени задачи. Секоја работа на светов, па дури и она твоето хоби да стане твоја страст, никогаш во животот нема да работиш и така натаму, не е вистина. Значи јас сакам да дојде некој да ми каже дека се што работи во неговата работа, при тоа да биде успешен, нели, да ги завршил сите цели, на вистина сака да го прави. Значи најчесто ќе постојат работни задачи или одреден период во животот кога мора да се прават некои работи кои што и не ни се толку многу по желба и кои што не ни се толку многу пријатни, лесни и така натаму. Постои едноставно процес каде што ние мора да учиме, да еволуираме, да одиме напред и самата трансформација всушност е болна и бара од нас дискомфорт за да се промениме. Затоа е толку многу тешко да се промениме, да правиме некои работи, затоа што тие бара дискомфорт, но на крајот на денот ние сме тие кои што одлучуваме дали сакаме вечно да бидеме незадоволни или да се одлучиме во одреден момент краткотрајно незадоволство да чувствуваме, за понатаму да имаме подолготрајно задоволство. Јас тука ќе завршам, како оваа епизода не би траела предолго. Мене ме интересира и вашето мислење за ова, се надавам дека можеби се пронајдовте некаде и сега имате еден пат, една воделка како полесно да излезете од таа прокрастинација и тоа одложување на обврските. Ви благодарам што бевте до крај со мене на оваа епизода, се слушаме во наредната.